Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Од денешните вести издвојуваме. Меѓународниот ден на трудот 1 мај потсетник на борбата на работниците за поголеми работнички права. Лани во несреќа на работно место загинале 22 лица. Од 70 на контролирани маркети во Тетовско, 3 биле казнети затоа што не ја почитувале владината одлука за определување на највисоки цени на овошје и зеленчук. СВР Тетово апелира до земјоделците, но и до сите други граѓани, да не палат отпадоци на отворен простор кои брзо можат да се прошират. Меѓународниот ден на трудот 1 мај како потсетник на борбата за работниците за поголеми работнички права ги отсликува и проблемите со кои се соочуваат на работните места. Недоволната безбедност при работа е еден од проблемите кои придонесува годишно да се случуваат голем број несреќи при работа. 169 несреќи пак биле регистрирани во текот на претходната година, од кои 22 резултирале со смрт. Меѓународниот ден на трудот 1 мај се уште представува силен потсетник за борбата на работничката класа за унапредување на своите права. Одбележувањето на празникот се поврзува со првиот одржан протест за 8-часовно работно време во Австралија во далечната 1856 година. Во 1886 година пак со прекин на работниот протест одржале и американските работници. Демонстрациите се обидела да ги спречи полицијата, а повредени биле голем број демонстранти. Како сеќавање на истите, од 1890 година, Меѓународниот ден на трудот се одбележува со цел подигнување на свеста за поголеми работнички права. Работниците и на овој 1 мај ставени пред низа предизвици, но и проблеми со кои се соочуваат на работните места. Безбедноста при работата и добрите работни услови едни од нив. Согласно тоа, според изготвениот извештај на Македонското здружение за заштита при работа, во текот на претходната 2022 година биле констатирани 169 несреќи на работно место. Во однос на градот во кој се случила несреќата, Скопје предничи во однос на другите градови. По него следат Битола и Прилеп, додека во Тетово биле евидентирани 5, а во Гостивар 2 повреди стекнати на работа. Најголемиот број на смртни случаи пак поврзани со работното место во 2022 година имало во Скопје вкупно 4 на број, по кои следат Струга, Струмици и Неготино со по 3 случаеви, додека во Тетово бил регистриран 1 случај на повреда со смртен исход. Најмногу од несреќите биле регистрирани во преработувачката индустрија 59, пошто следи јавна управа и одбрана 27 и градежништвото со 14. Најголемиот број на несреќи кои резултирале со смрт има во дејностите на домаќинствата како работодавачи, дури 8, градежништвото 6 и преработувачката индустрија 3. Дејностите на домаќинства како работодавачи во голем дел ги опфаќаат земјоделските работи на своите имоти. Доколку овие лица се регистрирани како земјоделци, тогаш голем дел од повредите би се препишале на дејноста земјоделство. Најголемиот број на несреќи во оваа дејност се случиле со земјоделска машина трактор, при вршење на земјоделски работи, транспорт или при учество во сообраќај. Исто така градежните зафати врз објектите од домаќинството, каде што имаш исто така зголемен број на повреди и смртни случаеви, покажува дека дејностите во домаќинствата се една од најчестите причини за настанување на несреќи при работа, се вели во извештајот. Во согласност со податоците и оваа година, поголемиот број на повреди и смртни случаеви спаѓаат во категоријата мажи. Од вкупно 169 несреќи, 4 од нив спаѓаат во категоријата жени, што е помалку од минатата година кога биле забележани 6 повреди во категоријата жени. Инаку Македонското здружение за заштита при работа, традиционално почнувајќи од 2008 година, по повод 28 април светскиот ден за безбедност и здравје при работа, објавува годишен извештај за несреќи при работа. Игор Герасов, подпредседател на ССМ, вели дека без соодветно вреднување на трудот и без заштита на работничките права, младите се повеќе ќе градат туѓи економии. Централна тема околу која се кршат копјата на синдикатите и работодавачите и понатаму останува работата на определено време. Планираме во наредниот период да излеземе пред
работничката сцена на Западен Балкан со единствени барања. Да кажеме дека не може работодавачот од Германија или од Австрија или од Франција да ги крши работничките права, а додека во сопствената земја се почитуваат и синдикати, имат и колективно договарање, да не кажуваме за платите колкави се во тие земји, значи нашите работници земаат 10 пати помали плати и плюс им сеускратува синдикално да се здружат. Значи, пак ќе кажам, не може стратешкиот интерес и оваа економија да се гради све врз грбот на работникот. До кога? До кога нашиот работник, и за тоа имаме иселување од државата. Верувајте, еве ние бевме како синдикат на покана на хрватскиот синдикат во Загреб. Во околина на Загреб само работат 400 наши угостителски работници. 10.000 македонци работат во Хрватска. Значи тоа е огромна бројка за една држава како што е Македонија од милиони, слободно да кажам, може имаме 1.500.000 жители моментално. А верувајте дека доколку се настапи малце поенергично, еве во приватниот сектор, онаму каде што сме застапени, каде што имаме подпишани колективни договори, еве тоа е уште еден поголем потик за оние работници каде што не се организирани, се зголемуваат платите. Се доделуваат некои награди, бонуси за вработените, а тоа е све со цел да остане нашиот работник и да биде економски независен, помоќен во наредниот период, бидејќи и самите работодавачи кога ќе седнеме и на отворена сцена и позади кулисите, да кажам, од кога ќе завршат состануците, и работодавачите се жалат и они се во непријатна ситуација дека не може да го задржат работникот. Но тоа е нивен проблем. Они треба да испочитуваат тоа што сме го договориле, да го платат работникот соодветно и тој работник кој ќе си отиде со 8 часовно работно време, да отиде задоволен дома кај своето семејство. Од 70 на контролирани маркети во Тетовско, 3 биле казнети затоа што не ја почитувале владината одлука за определување на највисоки цени на овошје и зеленчук во трговијата на големо и трговијата на мало. Граѓаните се жалат на високи цени. Понудата на овошје и зеленчук во маркетите во Тетовско не е толку богата како пред одлуката за замрзнување на цените. На пазарот има голем избор, но висината на цените варира. Граѓаните велат дека за нив најголем проблем е скапотијата, зашто месечните примања се ниски, особено за пензионерите. У маркетите слабо, на пазар има све. Само паре, све има, све. Од денеска до утре појде во маркетот, се цениве се многу скапи. За народот се скупи, за некого не само, за поширока маса на народ се скупи нормално. Пролетва е страшни се цените, сега може би ќе паднат, ама кој знае. Само еден граѓанин се јавил на телефонскиот број на оделението на Државниот пазарен инспекторат во Тетово и пријавил дека во маркет нема граф. Во 3 трговски субјекти во Тетовско. Инспекторите при контролите утврдиле дека не била почитувана одлуката, односно врската во структурата на дневна набавка на сите видови овошје и зеленчук, да прибавуваат и да продаваат најмалку 70% од производите со замрзната цена. Па државните пазарни инспектори, од кога е донесена одлуката на владата за смрзнување на цените на зеленчукот, постојано се на терен. Значи, од прилика сме контролирани негде околу 70 трговски субјекти и констатирано е дека кај поголемиот дел се почитува, значи, владините одлуки. Но имаме случај каде сме сретнале и трговци каде не го почитуваат таа одлука и според закон биле санкционирани и казнети. Значи, им е даден платен налог, значи негде во вредност од 1600 евра. Овие контроли биле исклучиво по големите маркети. Значи трговски, ланци трговци, кај нив е констатирано дека не се почитува, кај тројца, значи. Контроли биле спроведени и на зелениот пазар. Таму пак продавачите се жалат дека цените по кои ги набавуваат овошјето и зеленчукот се повисоки од замрзнатите, па речиси никој нема истакнато цена.
На 3 мај ќе се одржи конститутивна седница на работната група за изборни реформи формирана од Министерството за правда, која ќе треба да ги имплементира препораките на ОПСЕ ОДИХР, а паралелно да работи и на нов изборен законник. Прашање е дали оваа група ќе успее да изработи измени на изборниот законник што би го минале со консензус со бранискиот филтер најмалку 6 месеци пред избори, имајќи предвид дека во првата половина на следната година треба да се одржат председателски и парламентарни избори. Комисијата како комисија сметам дека не е во можност сите тие надлежности да ги врши без да има една соработка која ќе биде заснована врз основа на одредени чисти позиции. Бидејќи во законот стои дека е потребна соработка, но јас би сакал да кажам дека има забелешки ОПСЕ ОДИХР кои се многу посуштински, бидејќи избирачкиот список се користи како алатка, знаете веќе подолго време, и не би сакал уште од старт да се блокира со избирачкиот список работата на комисијата. Затоа што тука е одредено, надлежностите се превземени целосно од Државната изборна комисија, капацитетите на ДИК исто така се спремни, нели воведоа и некоја технологија нова со фингерпринтовите и сето тоа ние ќе го разговараме, но сепак треба да почнеме дел по дел, а тоа е суштинските забелешки кои се провлекуваат повеќе изборни ciklus. Има забелешки каде што сметаат дека се прекршени копенхашки критериуми, што е тешка забелешка. Значи ние подолго време не сме имале, а во задните изборни цикуси се повторува таа забелешка, а тоа е за еднаквоста на правото на глас, пример. Ето тоа. Второ размислување како да се поедностави изборниот законник, за да не биде тој, видите, од толку измени, изборниот законник е направен тежок за разбирање во однос на тоа што многу работи се само вметнувани и доаѓа до различно толкување. Исто така, тука е за прашањето, например, на ефикасноста на жалбената постапка, начинот на работа, роковите, бидејќи е невозможно е тие рокови, а секој се повторува да невозможно е да се исполнат тие рокови. Значи, има забелешки околу начинот на финансирање, околу извештаите кои се добиваат, кој е надлежен, како е надлежен. Сите тие работи треба стојат во конечниот извештај на ОПСЕ ОДИХР и работната група треба да се ориентира на тоа. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до земјоделците, но и до сите други граѓани да бидат внимателни ако се движат или работат во нивите, но и да не палат отпадоци на отворен простор кои брзо можат да се прошират. Во спротивно, предвидени се ригорозни законски санкции, информираат од СВР Тетово. Во поширокиот полошки регион во полн ек се сеидбени и други земјоделски активности, поради што веќе се чувствува зголемена раздвиженост на нивите, на кои интензивно се работи, особено за викендите. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово апелира до земјоделците, но и до сите други граѓани да бидат постојано внимателни ако се движат или работат во полето и посебно да не палат отпадоци на отворен простор или на стрништа, кои брзо можат да се прошират, особено ако времето е ветровито. Во спротивно ќе се соочат со ригорозни законски санкции, односно со соодветни поднесоци и ќе им бидат запретени затворски казни од 6 месеци до 5, односно до 8 години, зависно од видот на пожарот, околностите во кои се случил и крајните последици. Секторот за внатрешни работи Тетово презема координирани превентивни и други мерки, навреме да се пресретнат можните причини за пожари, а во наредниот период ќе бидат засилени и планираните контролни активности на поширокото подрачје.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!